Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на проучувањето на Старозаветната книга позната како Прва Самуилова. Ова проучување ќе се состои од речиси 20 епизоди и верувам дека ќе ви биде од голема полза. Вовед во книгата Прва Самуилова. Пред да почнеме со читање и обработка на самата книга, сакам да ви дадам краток вовед во истата. Во оваа книга и нејзиното продолжение, познато под името Втора Самуилова, се опишани почетоците на Израелското царство. Самото царство е една од поважните теми во Стариот Завет, а како тема, царството се спомнува и во Новиот Завет. За разлика од Стариот, каде царството како тема е ограничено само на израелскиот народ, во Новиот Завет се зборува за Божјото, односно Небесното царство, во кое учество земаат сите народи на земјата. Пораката на Јован Крстителот во Новиот Завет беше: покајте се, бидејќи се наближи Царството Небесно. За разлика од Небесното царство, Израелското во Стариот Завет имаше одредени географски граници. Додека ја проучуваме оваа книга, ќе спомнам и други разлики помеѓу Израелското и Небесното царство, но засега сметам дека е доволно да ги знаете овие. Во Стариот Завет има две книги кои го носат името на Самуил. Во еврејската Библија, тие две книги се споени во една. Моje лично мислење е дека така е подобро и дека треба да се читаат и толкуваат како една. Кога бил направен латинскиот превод на Стариот Завет, познат како Вулгата, оваа книга била поделена на две и затоа денес ги имаме Прва и Втора книга Самуилова. Автор. Оваа книга го носи името на Самуил, кој е еден од најпознатите библиски ликови. Причината зошто го носи неговото име не е бидејќи тој ја напишал целата, иако се верува дека напишал доста добар дел од неа. Моje лично убедување е дека книгата се нарекува Самуилова, бидејќи започнува со неговата животна приказна, а и самиот тој има важна улога во животните приказни на царевите Саул и Давид. Се претпоставува дека Самуил е авторот на првите 25 глави од оваа книга, а останатиот дел од извештајот за владењето на Давид е напишан од страна на пророкот Натан и јасновидецот Гад. Тоа го пишува во Прва Летописи 29:29. Знам дека е невообичаено да почнеме со читање од средината на книгата, но слушнете што пишува во 10:25. И Самуел му ги изложи на народот правилата на царувањето, ги напиша во книга и ја стави пред Господ, и го распушти сиот народ, секој во домот свој. Книгата која е спомната во стихот што го прочитав е книгата која ќе ја проучуваме сега и е позната како Прва Самуилова. Важни настани. Во Прва Самуилова се опишани некои од најпознатите настани во Стариот Завет. Ке спомнам неколку од нив. Животната приказна на Ана, мајката на Самуил. Детството на Самуил. Основањето на Израелското царство. Приказната за Давид и Голијат. Пријателството на Давид и Јонатан. Ова се само дел од важните настани опишани во оваа книга и сигурен сум дека нивното проучување ќе ни помогне подобро да го разбереме Стариот Завет. Теми. Мислам дека оваа книга нема една главна тема, туку низ неа се привлекуваат неколку. Например, молитвата е една од поважните теми во двете Самуилови книги. На почетокот од Прва Самуилова читаме за молитвата на Ана, а на крајот од Втора Самуилова читаме за молитвата на Давид. Втора важна тема е царството на Израел. Во оваа книга е опишана транзицијата во начинот на владење кај израелците. Кога побараа да добијат цар, израелците преминаа од теократија во монархија. Трета важна тема во оваа книга е појавата на пророците, кои всушност се едни од најважните ликови во целиот Стар Завет. Пророците беа Божји гласници, чија главна задача беше да ја пренесат Божјата порака на народот. Владење.
Постоеше период од историјата на Израел, кога тие се водеа според теократски принцип на владење. Теократија значи дека Бог и неговиот закон го имаат централното место и авторитет кај народот. За време на теократијата, Бог дејствуваше преку свештениците и судиите. Но кога израелците побараат цар, се промени формата на владење. Во периодот на монархија, главната улога како Божи представници ја имаа пророците, а не свештениците. Не велам дека монархијата беше целосно лоша и погрешна опција за израелците. Проблемот не беше во формата на владење, туку во оние кои беа назначувани за цареви. Ако го прочитате Стариот Завет, ќе видите дека голем дел од царевите во Израел беа зли луѓе, а народот неретко го следеше нивниот пример. Тоа беше главната причина поради која израелците многу патеа и често беа дисциплинирани од страна на Бог. Истиот проблем го имаме и ние денес. Проблемот не е во демократијата, односно начинот на владење, туку во оние кои ја водат државата. Патем, доаѓа ден кога Бог ќе воспостави царство на оваа земја и тој ќе владее, но тоа царство ќе биде совршено, а не како израелското во Стариот Завет. Кога тој ќе владее на земјата, сите луѓе ќе бидат благословени, а и самата земја нема да биде во иста состојба како сега. Кога Господ Исус Христос повторно ќе се врати на овој свет, нештата ќе бидат многу поинакви и подобри. Тој е принцот на мирот, царот на царевите и господарот на господарите. Тој е совршениот Бог кој ќе донесе совршен мир и хармонија во овој свет. Тоа е надежта на христијаните и со нетрпение го очекуваме тој момент. Во тоа време нема да има проекти за намалување на гладта, сиромаштијата, подобрување на екологијата и слично. Кога Христос ќе владее, правдата и праведноста ќе исполнат целата земја, како што реките го полнат морето. Важни ликови. Во историските книги од Библијата, Прва Самуилова е една од нив, можете да сретнете многу интересни личности. Како што ќе обработуваме книгата, ќе забележите дека во неја се спомнати неколку клучни ликови, а секој од нив си има свои силни и слаби страни. Засега ќе спомнам само неколку од ликовите, а во следните епизоди ќе дознаете нешто повеќе од нив. Важни личности во Прва Самуилова се Ана, Илии, Самуил, Саул, Јонатан и Давид. Секој од овие е навистина посебен и има што да се научи од нив. Покрај другото, со обработка на животите на царевите, ќе научиме кои беа нивните недостатоци и каков треба да биде совршениот цар. На Израел му беше потребен цар кој има три важни особини. Прво, некој кој има моќ и владее со правда. Второ, некој кој целосно ќе зависи од Бог и на кого може да му се довери голема власт. Проблемот со денешните владетели е што не можете да им доверите голема власт, бидејќи сигурно ќе ја злоупотребат. 3. Некој кој живее во целосна послушност кон Бог. Патем, уште сега сакам да напоменам дека проучувањето на оваа книга ќе биде релативно брзо и нема да можеме да направиме детална обработка на истата. Основна поделба на книгата. Според мене, книгата Прва Самуилова може да се подели на три делови и тоа. Глава 1 до 8 – животот на Самуил. Глава 9 до 15 – животот на царот Саул, човекот кој живееше во непослушност кон Бог. Глава 16 до 31 – животот на царот Давид, човекот кој генерално гледано живееше во послушност кон Бог. Прва Самуилова, глава 1. Во првите две глави од оваа книга се опишани молитвите на Ана, мајката на човекот, чие име го носи самата книга. Ќе почнам со читање на првите два стиха. Имаше еден човек од Раматаим Цофим, од Ефремовата гора. Името му беше Елкана, син на Јерохам, син на Елијуј, син на Тоху, син на Цуф, ефратец. Тој имаше две жени. Едната се викаше Ана, а другата Пенина. Пенина имаше деца.
Ана пак немаше деца. Каков почеток? Читаме за некој човек по име Елкана кој имал 2 сопруги. Некој можеби ќе рече, штом го пишува тоа во Библијата, тогаш сигурно Бог го одобрува. Тоа не е вистина. Причината зошто читаме за ова е бидејќи навистина се случило, а не зашто Бог го одобрува. Има многу нешта во Библијата кои Бог не ги одобрува од морален или духовен аспект, но сепак се запишани бидејќи се случиле. Поентата со Библијата е да ни ги даде фактите такви какви што се. Например, во Библијата е запишана лагата на сатаната во Едемската градина, но тоа не значи дека Бог ја одобрува. Не само тоа. Например, во Библијата ќе ги прочитате некои од гревовите на луѓето кои му верувале на Бог. Земете го за пример Авраам. Бог му вети дека ќе му даде син преку Сара, а наместо тоа тој легна со неговата слугинка Агара. Неговиот греф е запишан во Библијата, но Бог јасно му даде до знаење дека ќе мора да ги сноси последиците за истиот. Всушност, последиците од тој греф на Авраам можат да се видат и ден денеше. Агара го роди Исмаил, од кого потекнуваат арапските народи, кои се едни од најголемите непријатели на евреите, кои пак се потомци на синот што Сара му го роди на Авраам. Немојте да мислите дека Бог ја одобри одлуката на Елкана да има 2 сопруги. Всушност, самото тоа што имаа проблеми во семејството, беше доказ дека не требаше да има 2 жени. Како што можете да претпоставите, кавгата помеѓу двете сопруги беше сериозен проблем во семејството на Елкана. И секоја година на определени денови, тој човек одеше од градот свој за да му се поклони и да му принесе жртва на Господ Саваот во Силом. Таму беа двајцата синови на Илии, Офни и Финес, свештеници на Господ. Со години си го поставува прашањето: зошто авторот на оваа книга, Самуел, ни кажува дека синовите на Илии служеа кај шаторот? Одговорот на тоа прашање е откриен во следните неколку глави од книгата, но ќе ви го кажам сега. Причината зошто Самуел ни дава до знаење дека синовите на Илии служеа во шаторот е за да знаеме дека тие беа зли луѓе. И кога тие служеа во шаторот, принесувањето жртви воопшто не беше едноставен процес. Нивните гревови и навики придонесуваа духовната атмосфера да биде ужасна. И луѓето кои доаѓаа да принесуваат жртви, можеа да почувствуваат дека е така. Се надевам дека денешните цркви ќе се поучат од овие стихови и ќе внимаваат какви луѓе поставуваат на водечки позиции. Црквата треба да биде место каде што оние кои служат ќе го прават тоа за слава на Бог и за доброто на тие кои се дел од заедницата. Офни и Финес служеа во шаторот бидејќи тоа им нудеше можност да придобијат нешто за лична корист. Сетете се дека и помеѓу 12 апостоли имаше таква личност. Јуда Искариот беше човек кој беше поставен како благајник и во Евангелијата читаме дека понекогаш крадеше од парите. Принесувањето жртва во шаторот беше комплициран процес за Елкана, и тоа поради 2 причини. Едната беше поврзана со синовите на Илии, но посериозната причина беше соперништвото помеѓу неговите 2 сопруги. Слушнете што пишува во следните стихови. А во денот, кога Елкана принесуваше жртва и даваше на жената своја пенина и на сите нејзини синови и ќерки, делови од жртвата, а на Ана пак и даваше двоен дел, зашто таа немаше деца, а и ја сакаше Ана повеќе од пенина, иако Господ ја беше затворил утробата нејзина. Соперничката нејзина многу жестоко ја раздразнуваше за да ја натажи, поради тоа што Господ ја беше затворил утробата нејзина. Која беше нејзината соперничка? Станува збор за другата сопруга на Елкана. Можам само да замислам колку била неподнослива ситуацијата во неговиот дом. Самото тоа што во семејството имаше вакви проблеми е добар доказ дека Божјата волја за Елкана не беше тој да има 2 сопруги. Предпоставувам дека во тој момент Ана беше една од најтажните личности во светот. Но, наместо да очајува сама, таа дојде кај Бог во молитва. Така стануваше секоја година, кога Елкана одеше во домот Господов. Онаа ја раздразнуваше, а оваа плачеше и не јадеше.
И рече Елкана, мажот неизин: Ано. Таа му одговори: Еве ме, господаре. И рече: Зошто плачеш и зошто не јадеш? И поради што е нажалено срцето твое? Не сум ли јас за тебе повреден отколку 10 синови? Откако јадеа и пиеа во Силом, Ана стана и застана пред Господ. А свештеникот Илии седеше на стол пред влетот во храмот Господов. Таа тажеше во душата своја и му се молеше на Господ и горко плачеше. Слушнете ја нејзината молитва. Таа се молеше за син. И даде заклетва, велејки: Господи, Семокни Боже Саваоте, ако погледнеш милостиво кон понизноста на слугинката Твоја и се сетиш за мене и не ја заборави слугинката своја и дадеш на слугинката своја машко дете, јас ќе му го посветам на Господ до денот на неговата смрт. И вино и жесток пијалок нема да пие, и брич нема да ја допре неговата глава. Со други зборови, тој ќе биде Назареј, личност која е целосно посветена во служба за Бог. Додека таа се молеше долго пред Господ, Илии ја гледаше во устата. Во тоа време, Илии беше првосвештеникот во Израел. Кога ја забележа Ана како се моли, тој доби погрешен впечаток за неа. Не можеше да препознае дали се моли или пак е пијана. Стих 13. И бидејќи Ана говореше во срцето свое, устата нејзина само се мрдаше, гласот нејзин не се слушаше. Или помисли дека е пијана. Каква иронија е опишана во овој стих. Како што ќе видиме во едно од следните проучувања, токму синовите на свештеникот Илии беа тие кои често беа пијани, а сепак служеа во храмот. Наместо да ги прибере своите синови, Илии им солеше памет на другите. Очигледно е дека неговата попустливост беше една од причините зошто неговите синови правеа што сакаа во шаторот. Ана се молеше, а тој мислеше дека е пијана. Знаете зошто? Бидејќи неговите синови често го правеа тоа. Слушнете што пишува во следните стихови. И рече: До кога ќе бидеш пијана? Истрезни се од виното свое и стави се од лицето Господово. Ана одговори и рече: Не, Господаре мој, јас сум жена со длабока тага во душата. Вино и жесток пијалок не сум пијала, а ја изливам душата своја пред Господ. Не ја смета и слугинката своја за лоша жена, зашто поради големата жалост и поради тагата своја јас говорев досега. Или одговори и рече: Оди си со мир, и Бог Израелов нека ја исполни желбата твоја, зашто го молеше. А таа одговори: Може би слугинката твоја ќе најде милост во твоите очи. И таа тргна по патот свој и јадеше, и лицето нејзино веќе не беше тажно како пред тоа. И утредента тие станаа рано, се поклонија пред Господ и се вратија, па отидоа во домот свој во Рама. И Елкана беше близок со Ана, жената своја, а Господ си спомна за неа. По извесно време Ана зачна, роди син и му даде име Самуил, бидејќи велеше таа: Од Господ го побарав. Тоа е значењето на името Самуил, побаран од Господ. Како што можете да забележите, оваа книга започнува со молбата на побожна жена. Додека останатите израелци бараат цар, Ана бараше дете. И токму тоа дете, кое ќе порасне, ќе биде човекот кој ќе ги помаза првиот и вториот цар на Израел. Има голема разлика помеѓу тоа што го читаме во Библијата и тоа што го гледаме и слушаме денес. Во Библијата пишува дека Ана бараше дете, а денес се повеќе жени се одлучуваат да ги абортираат своите деца. Нема да навлегувам во дебатата поврзана со абортусот, но само ќе го кажам моето убедување. А тоа е дека абортусот е убиство и грев пред Бог. Библијата не учи да бидеме одговорни и да ги сносиме последиците од нашите постапки. Наместо да раѓаат деца и да ги израснат тие деца во прекрасни луѓе, некои жени се одлучуваат да ги убијат и тоа е многу сериозен грев. Не велам дека Бог нема да го прости тој грев, но ако се наоѓате пред таква животна одлука, мојот совет ви е да се одлучите за живот, а не за смрт. Во Галатјаните 6:7 апостолот Павле пишува: Што ќе сеете, тоа и ќе жнеете. Ана бараше син, и кога Бог ја даде син, таа му го посвети на Бог
а токму тоа дете израсна да биде важен водач во Израел. Тоа е навистина прекрасно сведоштво за Божјата сила и е доказ дека, ако му ги предадеме нашите деца на Бог, тој може преку нив да направи големи нешта. Во следните стихови читаме за тоа како Ана дојде кај свештеникот Илии за да го исполни заветот кој го даде отприлика 1 година претходно. А кога го одби, отиде со него во Силом, земајќи со себе 3-годишен јунец и 1 ефа брашно и мев со вино, па дојде во домот Господов во Силом и детето со нив. А детето уште беше малечко. И го заклаа јунецот, а детето го доведоа кај Илии. И рече: О, Господаре мој, се колнам во Твојата душа, Господаре мој. Јас сум онаа жена која стоеше тука пред Тебе и му се молеше на Господ. За ова дете се молев, и Господ ја слушна молбата моја. Зашто му се молев, и јас го предавам сега на Господ за сите денови на животот негов. Нека му служи на Господ. И таа му се поклони таму на Господ. Ана го одржа својот збор пред Бог. Откако се роди синот, таа се врати назад во шаторот и рече: Му го ветив ова дете на Бог. Дојдов да му го дадам. Во глава 2 е опишана уште една молитва на Ана. Всушност, пред да ја обработиме таа глава, ќе ве замолам ако можете да ја прочитате, за да бидете подготвени за следното проучување. Покрај другото, во таа молитва Ана го спомнува и Месијата, и со тоа таа е првата жена во Библијата која го спомнува Божиот помазаник. Ке мораме тука да го завршиме денешното проучување. Се надевам дека ќе ни се придружите на следното. До тогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.